Пофалби за бизнис климата, макроекономската стабилност и стопанскиот раст во 2013-та. Забелешки за фискалната дисциплина и стапката на невработеност. Ова се главните поенти во економскиот дел на извештајот од Европската комисија, кој во најголем дел е позитивен. Државата направи голем натамошен напредок кон функционална пазарна економија во подобрување на способностите за преземање одговорност за членство, продолжува да ги исполнува врските преземени во рамки на договорот за стабилизација и асоциација. Фиксниот курс на денарот и монетарните политики ја одржаа стабилноста и покрај надворешните предизвици, сметаат во Европската комисија. Економијата постепено закрепна и во вториот квартал од 2013 година забележа раст на БДП од 3,9% споредено со претходната година. Ова е резултат на силното зголемување на инвестициите. Куповната моќ по глава на жител остана на 35% од просекот на Европската Унија. Статистиката покажува напредок во справувањето со невработеноста, стапка од 28,8% во јуни, намалување од 2,4% за една година. Вработеноста достигна 40,7 од 100, годишен раст од 1,9 од 100. Сепак бројот на невработени останува голем, особено меѓу младите. Забележаното креирање на работни места во голем дел се должи на зголемувањето на позициите со скратено работно време и не само вработувањето, како и на вработеноста во јавниот сектор. Уделот на работници во јавниот сектор остана стабилен на 25% од вкупниот број. Брисел смета дека треба да се засили одржливоста на јавните финансии и да се започне со среднорочно планирање на приходите и расходите во државната каса. Иако владиниот долг остана на умерено ниво, зголемувањето во последните години е повод за загриженост. Долгот на централната влада беше 33,6% од БДП до крајот на јули, споредено со 27,8% во средината на 2011-та. Јавните финансии може да ја подобра стабилноста преку подобро подредување на приоритетите со структурните предизвици и со фокусирање на капитални инвестиции кои го поттикнуваат растот. Процедурите за основање фирма се поедноставени со едношалтерскиот систем. Судската заштита е зајакната со растоварувањето на судовите преку воведувањето извршители. Извозот е подобрен со работата на странските инвеститори. Финансискиот сектор е ликвиден и капитализиран, но потребен е поголем кредитен раст и справување со нефункционалните позајмици. Се дел од поентите во извештајот. Евроамбасадорот Иво Ора во својата презентација во Скопје посвети само неколку реченици на економијата. Земјите од Западен Балкан се уште немале целосно развиена пазарна економија. Progress report also notes the progress on economy, but structural reforms are needed to ensure long-term sustainable growth. Заклучокот во извештајот е дека Македонија има постигнато доволно напредок за да премине во следната фаза од процесот на пристапување. Формалниот дел од објавувањето на извештајот подразбира и негово предавање на државниот врв на земјава. Во моментов евроамбасадорот Иво Орав му предава извештајот на претседателот на државата Ѓорги Иванов, а потоа и на претседателот на Собранието Трајко Велјановски. Подоцна попладнево копија од извештајот ќе му биде предадена и на премиерот Никола Груевски. Андреј?